Најголемиот престиж и најголемиот предизвик за еден еколог е всушност зачувувањето на ретките билки или ретките растенија. Токму за едно такво зачувување, за едно такво истражување, за еден таков проект ќе зборуваме во продолжение. Сакаме да ви го доближиме проектот кој што се случи неодамна. Станува збор за истражување и зачувување на мајчината душичка и на темјанушката. По тој повод дојдовме во посета во Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет. Се наоѓаме во една од лабораториите и за сето тоа ќе ни помогне всушност раководителот на овој проект, Сара Цветановска, дипломиран биолог. Таа е млад ботаничар, вработена е овде и ќе ни ги раскаже повеќе деталите. Сара, благодарам за гостопримството и што ја прифативте поканата да бидете дел од Добро утро секој утро. Добро утро и мене ми е задоволство што денес сте тука кај нас и што имам можност да споделам со пошироката јавност кои се најзначајните резултати од овој проект. Ајде прво да појасниме и да доближиме каде се наоѓаме, во која лабораторија сме во моментот. Во моментот се наоѓаме во лабораторијата за систематика и филогенија на висшите растенија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, лабораторија во која што јас сум работам тука заедно со моите колеги и истражуваме флората во Македонија. Што значи висши растенија? Што е тоа? Висшите растенија се оние сите растенија кои што ги гледаме околу нас, што ги знаеме како растенија, додека јас тука би напоменала за пошироката јавност, тоа се висши растенија, а нижи растенија тоа се алгите со други зборови. Одлично. Ке се фокусираме во оваа прилика за мајчината душичка и темјанушката, проект кој што неодамна го направивте, завршили проектот и како се одвиваше целиот ова истражување? Јас на почеток би сакала да напоменам дека овој проект беше финансиран од страна на Македонското еколошко друштво во рамките на проектот или грантовите за млади еколози, професор доктор Љупчо Меловски. Ово друштво веќе 2 години споделува, односно доделува мали и средни грантови на млади еколози или истражувачи и ги финансира нивните идеи кои што се преточени во проекти што се однесуваат на заштита и проучување на различни области од животната средина. Проектот траеше 2 години, започна во април 2021 година и заврши во средината на декември во 2022 година, значи траеше околу 2 години. Каде се одвиваше, на кои локации истражувавте и како точно знаевте каде треба да ги истражувате овие ретки растенија? Значи, како што најавивте вие, главен предмет на истражување на овој проект беа 2 видови од флората на Македонија. Станува збор за емовата мајчина душичка, која што е еден стеноендемит, и кошаниновата темјанушка, која што исто така е ендемично и реликтно вид растение од флората на Македонија. Имавме информации каде се наоѓаат овие растенија или од претходни истражувања. Целта беше да ги посетиме сите тие локации и главна цел, јас морам тука да напоменам, дека беше да преземеме некакви мерки, да предложиме некакви мерки за заштита на овие 2 вида растенија. Станува збор, како што реков, за ендемични растенија кои што имаат многу големо, огромно тесно распространување во Македонија. Емовата мајчина душичка е позната за неколку локалитети, како што се, например, течението на река Оча. Тоа е една многу мала река која што се наоѓа во повеќе наменското подрачје Јасен и на еден локалитет во близина на село Самоков, во близина на Македонски Брод, додека кошаниновата темјанушка е врзана со клисурата на река Треска, значи се протега на локалитетот Козијак, кој што нас не е добро опознат, околу акумулацијата Козијак и исто така, значи за прв пат овој вид е опишан од планината Јакупица под Солунска глава, околу изворите на река Бабо. На сите овие локалитети нас не беа познати од претходни истражувања и ние ги посетивме овие локалитети, меѓутоа истражувањата се одвива малку и пошироко со цел да утврдиме дали можеби на некои други потенцијални места би ги нашле овие видови. Ги најдовте ли на други потенцијални места? Значи сите локалитети кои што беа посетени се повторно врзани со нешто нас не беше досега познато, меѓутоа со тренските истражувања го
да кажам, го утврдивме целокупниот ареал на распространување до сега. Меѓутоа, со секои нови истражувања, секако можно е да се најдат и нови локалитети за овие два видови. Јас сум голем љубител и кога ве побарав и кога видов, сум голем љубител на мечината душичка и го консумирам како чај, тоа ви го кажав и тоа пробуди кај мене интерес да дознам што всушност значело ова истражување и за тоа отворено и ви кажав, но вие веднаш ми рековте, не ќе ви објаснам подетално за што станува збор. Може ли да појасниме што конкретно носи ова истражување во однос на овие ретки билки? Јас тука на почеток би сакала да напоменам неколку факти за македонската флора. Македонија и покрај тоа што нели гледано од аспект на територијалната површина, викаме дека е мала земја, меѓутоа може да се пофалиме со огромна биолошка разновидност, односно Македонија има околу 3700 растителни видови и околу 117 ретки ендемични и реликни видови на растенија. Овие два вида се едни, како што кажав, ендемични, ретки, реликни растенија од нашата флора. Емовата мајчина душичка припаѓа на родот мајчини душички, меѓутоа е многу ретко растение кое што секако, затоа што припаѓа на истиот род како и она мајчина душичка која што ја консумираме, правиме чаеви од неа, значи содржи во себе етерични масла и други материи, меѓутоа не е препорачливо истата да се собира и да се уништува и токму поради тоа е овој проект, да ја поттикнеме свеста кај пошироката јавност, да ја запознаеме пошироката јавност со овие видови растенија, да кажеме, да укажеме на нивната важност и да не се собира, да не се употребува, туку едноставно да се воодушевуваме на нив, затоа што емовата мајчина душичка имаме само во Македонија и на ниту едно друго место во светот и не би било добро нели да ја уништиме со собирање. Што донесе овој проект? Вие собравте примероци, претпоставувам, со цел да ја зачувувате. Што значи зачувување? Како ги чуваме овие ретки билки? Главната цел беше да ги заштитиме овие растенија. Двете растенија се наоѓаат на приоритетната црвена листа на Македонија, која што е формирана и создадена во 2019 година. Значи, секоја земја има должност да го заштити својот биодиверзитет, па така кај нас во 2019 година за прв пат се формираше ваква една приоритетна црвена листа, на која што има околу 480 видови растенија. Тоа се растенија кои што се ретки, реликни, ендемични и кои што чекаат да биде проценет нивниот статус на загрозеност и да се преземат соодветни мерки за нивна заштита. Што ние презедовме, односно што направивме? Главната цел беше да ги заштитиме овие растенија, но за да ги заштитиме мораше да процениме кој е статусот на нивна загрозеност или засегнатост од било какви закани. Па така направиме утврдување на сите закани и на едниот и на другиот вид. Правиме теренски истражувања, како што кажав, беа посетени сите локалитети, ги утврдивме можните закани со кои што се соочуваат овие растенија, меѓутоа и утврдивме состојбата на популациите во моментот. Направивме, односно презедовне мерки за инситу и екситу заштита. Што значи тоа? Инситу мерки се мерки кои што ги преземаме за зачувување и заштитување на растенијата во природа, додека екситу мерките се мерки преземени за заштита на растенијата надвор од нивното природно живеалиште. Што значи тоа поконкретно? За екситу заштита на овие два вида, ние при теренските истражувања собравме живи примероци заедно со соодветна подлога, соодветен супстрат, кои што ги пренесовме во посебен објект во ботаничката градина при Природно-математичкиот факултет и таму ги засадивне. Исто така беше собран и семенски материјал од двата вида. Во иднина, доколку дојде до некој катастрофален настан, кој што би довел до исчезнување на овие два вида растенија, ние ќе можеме од ботаничката градина да ги пренесеме повторно во нивното природно живеалиште. Со инситу мерките, односно мерките кои што беа преземени директно во природа, беа воспоставени мониторинг површини. Значи, тоа се репрезентативни површини на кои што ги преброевне вкупниот број на единки од секој вид, ги утврдивне можните закани и овие површини ние постојано во годините во иднина ќе ги следиме и доколку видиме дека настанува намалување на бројот на единките или се зголемуваат заканите, уништено е живеалиштето, тогаш тоа би бил еден аларм за нас дека треба да преземеме нешто за да ги заштитиме видовите.
Колкав тим работеше на целиот овој проект, а тоа се претпоставувам и млади еколози нели во суштина, и какви беа нивните реакции при истражувањето? Тимот на овој проект беше формиран, односно создаден уште пред да започне проектот и јас кога ги контактирав сите мои колеги, сите пред се сакаат да учествуваат во еден ваков проект, меѓутоа идејата морам да кажам дека заедно ја создадовме. Темата заедно ја оформивме. Тимот беше составен од 6 учесници, заедно со мене како раководител на проектот и тројца ментори, односно професори од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, кои што ни даваа насоки и не водеа ни целиот овој процес. Во рамките на тимот, учествуваа колеги, мои колеги со кои што заедно сме студирале на додипломски студии, меѓутоа и колеги со кои што сега заедно работиме и млади вработени во ботаничката градина. Во главно се сите тоа млади еколози кои што имаат помалку од 30 години и кои што имаат голема мотивација и љубов кон растенијата и сакаат да ги истражуваат и да ги заштитат пред се. Да, веднаш ми се надоврзува прашањето, очигледно е дека има интерес, очигледно е дека има љубов од страна на младите еколози кои што постојат кај нас во Македонија, а и како што споменавте, имаме што да заштитуваме, бидејќи сме очигледно богати кога се работи за растенијата во Македонија. Загрижувачки е фактот колку државата се грижи за тоа. Споменавте дека ова е од грант од страна на МЕД, Македонското еколошко друштво МЕД. Еколошко друштво, тие се погрижиле за да ви помогнат. Имате интерес, имате агенда и планови за други вакви проекти, но ви е потребна поддршка. Споменувате дека имате еден ваша објава, ќе ми дозволите да го споделам тоа со гледачите, ваша објава која што е загрижувачки податокот како од 2014 наваму буџетот одвојува толку многу малку средства токму за науката. За жал, тоа е реалноста во која што се наоѓаме моментално. Македонија, како што кажавте, е многу богата земја, има што да се истражува и има уште повеќе што да се заштитува тука кај нас. Има интерес, има желба кај истражувачите и кај нас младите истражувачи, меѓутоа, како што кажав и на нашите ментори, меѓутоа државата многу малку од буџетот одделува за наука, за истражување и тоа е жално на вистина. Меѓутоа, нашиот ентузијазам не згаснува и постојано наоѓаме начини како да добиеме финанси. Најчесто тоа се некои странски фондови кои што финансираат тука кај нас во Македонија и за тоа сме среќни. Наоѓаме начини и јас тука на вистина мора да се заблагодарам на Македонското еколошко друштво, затоа што ова веќе е трета година како доделуваат мали и средни грантови на млади истражувачи еколози. Тоа е огромен мотив за нас младите и мислам дека вакво нешто дури нема во ниту една европска земја каде што буквално на млади лица се доделуваат средства и се мотивираат да навлезат во светот на науката и се тоа се финансира. Јас искрено се надевам дека во иднина би се подобрила ситуацијата кај нас и дека државата би станала позаинтересирана и би вложила повеќе во науката. Да, и посвесна. Ќе бидеме и ние свесни, сите оние кои што шетаме на самиот крај, да потсетиме, зборувавме за темјанушката и за мајчината душичка, прекрасни билки кои што ја красат нашата на Македонија. Да оставиме да бидат таму каде што се, така е Сара. Ќе им кажеме на сите оние кои што шетаат, посебно на планинарите кои што нели тоа го прават многу почесто, доколку најдат на некој од овие растенија, да алармираат, нели? Слободно. Македонија е многу богата со растителни видови и тоа ни овозможува при сите теренски истражувања, секое ново истражување, секоја нова прошетка во природа да наидеме на нешто ново, дали е тоа некој нов вид, дали е нов локалитет за некој вид кој што сме мислеле дека е распространет само на одредено место. Се што ќе им изгледа интересно на планинарите, на љубителите на природата, слободно можат да фотографираат, да дојдат тука кај нас, да се обратат, да споделат со нас фотографии, да прашаат, а ние со нив да споделиме информација дали тоа растение е познато за нас, за кое растение станува збор. Така, благодарам Сара, да станеме посвесни за она што ни го нуди нашата природа. Благодарам за одвоеното време.